Ново издание на ТВ магазинот Трилинг, добро вечер. Собранието го избра шестиот поред гувернер на Централната банка. Професор доктор Трајко Славевски го доби врелиот костен од своите сопартици да ја води кредитно-монетарната политика со напрегнат надворешен долг по задолжувањето од околу 6 милиарди евра, што сукцесивно ќе се повлекуваат од Лондон. Во изден, пратениците ја ратификува и спогодбата со Обединетото кралство на Велика Британија за кредитирање на пругата кон Солун и болниците. Новаа тема на почетокот ово издание на ТВ магазинот поединечни интервјуа и искажувања на вечерашните соговорници. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија, како и Джевдет Хајредини, екс-министер за финанси. Тоа не се директно нивни пари на сметка кои што тие веднаш ќе ги префрлат. Значи тоа се финансиски институции кои што ќе учествуваат и фондови кои што ќе учествуваат во финансирањето. Не препознавате конспиративни? Со конспиративни може да има, али тие врзани се со политики. Значи се гледа дека овде корупцијата метастазирава во сите пори на општеството и тоа не е моја констатација. Ист таков договор како што Македонија има подпишано со Frontex, во таков контекст се разговара и со Велика Британија за нивно учество, бидејќи тие се сега натвора од Европската унија. Ако официјален Лондон побара од нас правење на бегалски кампови, дали ние сме подготвени да прифатиме бегалци? Таква клаузула во никаков договор не би прифатиле. Со добра волја една политичка средба меѓу двете влади, на која што да видиме докаде се меѓусебните односи како добри соседи, можеме да подпишеме и нов протокол. Најскапа цена плати СДС, што дозволи некој да игра фудбол, да вика дека албанците се со нив афирмирани. Како животот знае да ни маднеш лаканица секој пат кога мислиме дека знаеме се. И одново да не врати на клупа за пак да учиме. Прво сакам да кажам дека ова е многу значаен договор кој што вчера помина во парламентот, затоа што значи навистина стратешко партнерство со Обединетото кралство, кое покрај нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави покажува дека Македонија на својот меѓународен план ги засилува своите партнерства со навистина доминантни држави во светот кои имаат огромно влијание во геополитиката и тоа покажува интерес исто така на Велика Британија за овој дел од регионот каде што Македонија централно е позиционирана и идните, ако сакате, и геополитички и безбедносни аспекти од оваа перспектива со овој договор на некој начин се решаваат тие прашања. Господине Димитровски, индикативна е одредбата дека за секоја разлика во реализација на парите од Лондон ќе се решаваат без процеси пред домашните и меѓународни судови. Дали ова пракса или? Во контекст на договорот за инфраструктурни проекти со Британија се разбира дека овие 6 милиарди евра, односно 5 милиарди фунти се рамка која што може да биде искористена до крај, но тоа не значи дека и ќе биде по секоја цена искористена во првиот период од овие неколку години. Значи станува збор за договор кој што е на 10 години. Во првите 5 години ние рековме дека пред се ќе биде искористен делот за проект за финансирање на нова брза пруга од Табановци до Гевгелија и овие болници кои што се споменати исто така. Значи во Кичево, во Штип, медицински центар. Во пругата делот зборуваме и за делот на поврзување на аеродромот во Скопје со пруга до Петровец. Така што значаен е во оваа смисла затоа што представува квантен скок во економијата на Македонија и во инфраструктурното поврзување, од причини што вие не можете за брз период да направите многу на редовен начин со финансирање од буџетот. Ниту пак можете да позајмите толку многу средства одеднаш, како што има одредени информации во јавноста што се шират дека ние тоа треба да го направиме со средства од Европската унија, со средства од Европската банка за обнова и развој.
ние гледаме дека од Европа добиваме некои средства и грантови и така натаму, што е позитивно и од оној план за раст, кој што за неколку години треба да донесе во Македонија 750 милиони евра прилика. Но ваков тип на средства кои што се потребни за огромни инфраструктурни проекти, навистина не можете да го направите без договор влада со влада или пак евентуално да го издавате на концесија, кое што пак од друга страна може да доведе до обвинување дека правите некаква распродажба на националното богатство. Министре, дали овој договор со Велика Британија е за стратешко партнерство или за економско-финанска соработка преку фондот за извоз? Помалку во јавноста преовладуваат различни становишта и дилеми, особено што се добива впечаток дека помалку конспиративен беше спроведен целиот овој процес околу договорот со Обединетото кралство. Прво, договорот е преговаран подолго време од страна, дури кога доминантната владеачка партија била во опозиција, се разбира, со своите партнери, политички партнери од Велика Британија. Ако договорот е подолг период договорен со официјален Лондон, зошто уште пред да се подпише овој договор, всушност не информиравте јавноста, не ги запознавте политичките чинители во законодавниот дом? Значи, прво, нели, се станува збор за... Јас лично не сум учествувал, се разбира, во договарање на тој договор, затоа што и не сум бил дел, нели, прво, таа владеачка партија, ние сме коалициони партнери, но во рамките на неколку месеци најавуваше премиерот дека со една значајна европска земја подготвуваме договор. И тоа беше на некој начин јавна тајна дека се подготвува. Упатените луѓе во политичките елити знаеа дека се работи за Британија, можеби јавноста не знаеше, но јавноста беше подготвувана на некој начин од страна на премиерот и вице-премиерот односно министер за транспорт господинот Николовски исто така дека следува таков договор. Опозицијата СДСМ знаеше? Па мислам дека високите политички елити, раководството на опозицијата знаеше за што се работи. Зошто тогаш сега, например, лидерот на најголемата опозицијска партија обвинува дека целиот процес е водел нетранспарентен, под превезот на тајноста? Прво, не станува збор за нетранспарентен процес во контекст на конкретните преговори, затоа што тие допрва следат зборувам за проектното финансирање. Зашто тоа не се уште докрај јасни параметри. Се разбира, има одредени пресметки и проценки, кост-бенефит анализи се направени во Министерството за транспорт, колку ќе чини, да речеме, таа пруга, колку чинат болниците, грубите проценки, но во контекст на изнаоѓањето на финансиски средства на меѓународниот пазар, каде што се заложува овој механизам, нели, на Департментот за трговија на Обединетото кралство, да го користи тој механизам, но да наоѓа извори на средства од различни финансиски институции. Тоа не се директно нивни пари на сметка кои што тие веднаш ќе ги префрлат. Значи, тоа се финансиски институции кои што ќе учествуваат и фондови кои што ќе учествуваат во финансирањето. Така што тој дел се уште е во тек на преговори во однос на интересот кој што ќе биде, каматите, рече премиерот вчера дека тие ќе бидат пониски од 4,5%, пониски од оние средства кои што се може да се најдат на меѓународниот пазар и дека сите други елементи на тие финансиски проекти ќе бидат во зависност од тоа како ќе се планираат. Така што сметам дека опозицијата овој процес ќе биде воден комплетно транспарентно по самите проекти. Затоа што се однесува до овој договор, прашањето што ми го поставивте претходно, имаше на 14 мај оваа година средба помеѓу премиерот Мицкоски и премиерот Стармер, каде што меѓу другото објавија дека станува збор и за политички договор во смисла на стратешко партнерство. Ова сега што го подпишавме е на некој начин финансиски, односно проектниот дел за финансирање на инфраструктурата
И за други проект не е само инфраструктурата во прашање се нели друга да се користи експертиза на Обединетото кралство во однос на трансформација на одредени сегменти од македонското општество, кој што е јавната администрација, дигитална трансформација и така натаму. Дали во договорот има клаузули за прифаќање на бегалците во Македонија? Не, мислам дека таа шпекулација која што потекна пред се од британски медиуми, затоа што нели во Велика Британија е исто така слободни се медиумите, можат да истражуваат, да шпекулираат и така натаму. Голем е интересот на Европската унија, меѓу другото и на Британија е заинтересирана исто така за во делот на имиграцијата, го има тој голем притисок од нивното општество и тие се секогаш концентрирани на таа тема во контекст да зборуваат и да пишуваат за тоа. Но оваа шпекулација беше демонтирана не само од амбасадорот Лоусон кој што даде експлицитна изјава во тој контекст, туку гледаме дека во овие договори нема воопшто ниту споменување на таква клаузула. Добро, во ред. Но морам да кажам. Добро. Но морам да кажам дека се разговара со Велика Британија на ист начин како што го имаме договорот со Frontex подпишано со Европската унија, кој што представува еден начин на вклученост на европските полициски структури во мониторирање на границата кон јужниот сосед, затоа што знаеме бегалскиот бран беше оттаму. Значи, ист таков договор како што Македонија има подпишано со Frontex, во таков контекст се разговара и со Велика Британија за нивно учество, бидејќи тие се сега надвор од Европската унија, не учествуваат во Frontex, за евентуално нивно понатамошно учество во мониторирање на делот од границата и спречување на бегалски бран од кој што тие исто така чувствуваат притисок. Министер, надвор од стратешкиот договор со Велика Британија, ако официјален Лондон побара од нас правење на бегалски кампови, дали ние сме подготвени да прифатиме бегалци во државата? Јас мислам дека владеачката партија ВМРО-ДПМН беше најголемиот противник во изминатиот период, се сеќавате, дури имаше и одредени шпекулации кога беше во тоа време дека идејата е да се донесат 1 милион бегалци во Македонија, го обвинуваа СДСМ дека на тој начин сака да дојде на власт, уште кога беше Груевски, се сеќавате. Мислам дека такво нешто во владеачката партија ВМРО-ДПМН, па и јас можам да кажам и за Демократскиот сојуз и за другите коалициони партнери, дека таква клаузула во никаков договор не би прифатиле. Но јас ве прашувам од аспект надвор од договорот со Велика Британија. А еве од таго на дека и ние и Велика Британија сме членки на НАТО. Доколку официјален Лондон побара за отворање на центри за мигранти, ние сме подготвени тоа да го направиме. Македонија нема, мислам дека не е подготвена тоа да го направи. Оваа влада барем не е подготвена тоа да го направи. Гледате тренинг, гостин во емисијата Зоран Димитровски, заменик шеф на дипломатијата, заменик министер за надворешна трговија. Министре, што предвидуваат креативните решенија како што ги наслови претседателката Сијановска во однос на деблокада на македонскиот евроинтегративен прат? Молкот од Софија говори многу гласно. Тоа можам да го кажам, затоа што сите овие изминати месеци, ако се сеќавате, говоревме дека треба да дојде политичка влада во Софија, долго време немаа политичка влада, за да почне некаков политички диалог. И тоа од таа страна не се негираше. Но откако дојде политичка влада во Софија, гледаме дека бугарската страна на некој начин одбива политички диалог, и тоа не само за прашањата за кои што имаме реално спор, во контекст на нашето евроинтегрирање, туку и за прашања, да речеме, од инфраструктурен карактер, како што е Коридорот 8, каде што повторно тој диалог на некој начин е заглавен од бугарска страна. Јас лично бев во Софија на една меѓународна конференција, каде што побарав средба со моите хомолози од страна на Бугарија, заменички министерки, има 2 заменички министерки, таков е системот таму. И не ја добив таа средба. Има многу други, ако можам така да кажам, обиди за средби кои што не се реализираат или се само од формален карактер. Никаква суштина не се разговара на тие средби, затоа што бугарската страна одбива да комуницира онака како што
вчера или завчера кажа нивниот европратеник дека на бугарската страна не и треба медијација. Во ред, кои се креативните решенија кои македонската страна ги нуди, а за кои Бугарија молчи? Значи, креативните решенија, за нив нешто говореше председателката. Јас лично не би откривал детали затоа што сепак не е тоа моја надлежност. Но ние тие креативни решенија ги разговараме на сите средби со нашите европски партнери и голем дел од тие решенија се и прифатливи за нив, но се разбира треба да ги прифати и другата страна. Пред да дојдете на власт, говорам ВМРО да помене, а и вие како дел од коалицијата, зборувавте за поништување на договорот за добрососедство и соработка со Бугарија. Дали сега, денес, може да кажете дека има простор за репреговарање со Бугарија за нов договор, иако тој веќе е влезен во рамки на во рамки на договорот и со Бугарија? Јас лично не сум говорил за поништување на договорот, туку сум говорил за изнаоѓање начини како да се надмине спорот. Да, кога станува збор за комплетната преговарачка рамка, во неа има навистина скриени мини и динамити на кои што утре ќе ни представуваат пречка тие билатерални прашања од идентитетски карактер како можност за вето од бугарска страна, и тоа е сосема известно. И тоа е сосема известно станува и за некои наши партнери како што е Германија, например. На моја средба со државниот секретар за Европа Киркбаум во Берлин пред 2-3 недели, тој лично ми кажа дека лично ќе се заложи Германија да побара билатералните прашања на некој начин, да се изнајде механизам во Европа веќе овие билатерални прашања, особено од идентитетски карактер како што се во Македонија, да не може да бидат основа за вето. И дека таков механизам Германија ќе инсистира да се изнајде. Сметате ли дека на постоечкиот договор за добрососедство и соработка може да се направи анекс на договор, ако не нов договор, еве да речем? И зошто не ми одговоривте на прашањето конкретно, бидејќи претходно како опозиција ги критикувавте тогашните власти дека нетранспарентно, пребрзо го донесле договорот. Сега го прашам, бидејќи јавноста треба да знае што подразбираат тие креативни решенија кои македонската страна би ги понудила за деблокада на диалогот со Софија. Па кажа председателката меѓу другото. Значи станува збор, ние според нашиот договор за добрососедство и пријателство видовте дека секоја година се потпишуваат нови некакви протоколи. Односно тоа се записници од состанокот на меѓувладините седници, на меѓувладините средби. И ние можеме, долго време немаме одржано такви средби, затоа што гледаме историската комисија е заглавена во својата работа и така натаму. Но ако одржиме со добра волја една политичка средба меѓу двете влади, на која што да видиме докаде се меѓусебните односи како добри соседи, можеме да подпишеме и нов протокол. Можеме значи тоа може да биде едно од решенијата. Еден голем потик во таа насока е извештајот во Европскиот парламент кој ќе биде усвоен за Македонија сега во јуни. Значи голем потик во тој правец, затоа што за прв пат македонскиот идентитет и македонскиот јазик се ставаат на рамниште, се прифаќаат и се признаваат на некој начин од Европскиот парламент. Зарем не е помалку лицемерно сега власта да повикува на обединување над партиско во однос на заштита на националните интереси, јазикот, идентитетот, а пред само неколку дена пак опозицијата повикува на обединување и повторно лидерска средба во однос на стратешките приоритети на државата. На што власта пак тој предлог го одби. Јас сум секогаш за разговори и за диалог и за заеднички ставови, но тие заеднички ставови во контекст на клучните надворешно политички прашања треба да поаѓаат од одреден консензус. Ние слушнавме од господинот Филипче, јас не знам тој колку е упатен за сите наши иницијативи и предлози и креативни решенија што ги даваме. Не знам колку е, мислам дека сепак ги знае, иако може би директно не се разговарани со него. Но опозицијата треба да даде поддршка пред се
на овие, не само на нашите предлози, туку и на иницијативите што се водат во Европа, на она што иницијативите од највисокиот врв, да речеме од комесарката Калас, од господинот Кошта и така натаму, тие се вклучени во дипломатски активности на дневна основа за да го откочат процесот, евроинтегративниот процес на Македонија. Меѓу другото, и со медијација и со притисок врз бугарската страна. И сметаме дека тука опозицијата не треба да одмага на начин што ќе рече дека не е проблем ние веднаш да почнеме да ги усвоиме уставните измени, а потоа да видиме го слушнавме Филипче како го кажува ставот, дека вели не зависи нашето евроинтегрирање од Комисијата за историски прашања и од резултатите на незината работа. Напротив, тоа ни се потврдува од сите, дури и од европски центри. Марта Кос, јавно, комесарката за европроширување, рече дека не може да гарантираме дека билатералните прашања и вклучително и тие од идентитетски и историски карактер нема да представуваат основа за вето ако остане ваква ситуацијата. Со други зборови, тоа треба да го надминеме и ние очекуваме од опозицијата да застане јасно. Ја поддржуваме оваа влада во изнаоѓањето креативни решенија и а не да го застапува бугарскиот став, тоа е бугарски став, дека фактички треба да се исполнат сите овие елементи од преговарачката рамка. Господине Димитровски, дали денес сме поблиску или подалеку од Европската унија? Знаете како, ако гледате на тоа дали сме ги почнале преговорите и дека сме отвориле поглавја, не сме поблиску. Но ако гледате од тоа какви реформи правиме и каков и дека во Европа во моментов веќе е засилена свеста дека мора да се надминат билатералните прашања за да го интегрираат не само Западен Балкан, туку и овие земји од источното партнерство, претходно Украина, Молдавија, дека сметам дека сме поблиску, затоа што точно е дека постои некаков прозорец за проширување на Европа поради геополитички причини и сметам дека Европа е свесна дека овој проблем мора што поскоро да се надмине, да не остане замрзнат со долги години и да го интегрира конечно целиот Западен Балкан во Европската унија. На крајот, локални избори следуваат во октомври, се погласно се зборува дека по исходот од локалните избори или уставни промени веднаш, или предвремени парламентарни избори? Лично не верувам дека такви сценарија се врзани со изборите. И одредени европски официјални личности се обидуваа овде на средби да ни кажат да, значи вие чекате да ги добиете локалните избори за потоа да влезете во уставни промени и така натаму. Јасно им беше порачано од нас премиерот Мицкоски и ние дека утре можеме да ги почнеме уставните измени. Дека воопшто тоа не се врзува со политичкиот момент на локалните избори, но дека треба да ги решиме овие дилеми кои што ги имаме и наши грижи околу можноста за вето по билатерални прашања од идентитетски карактер. Значи тоа не е воопшто врзано со уставните измени. Од друга страна, околу предвремени избори, прашањето е секогаш отворено за предвремени избори. Не се плаши оваа власт од предвремени избори, ако опозицијата побара и ако има за тоа навистина и расположение кој што ќе произлезе од резултатот, да речеме, на локалните избори, оваа влада може да организира предвремени избори. Благодарам за разговорот и гостувањето. Ви благодарам и вам.